После та Олимпијада во Сиднеј, како тече твојата кариера и кон што се свртели твоите погледи? Па беше, не знам дали после Олимписките игри, мислам тоа после имаше и турнирот беше Златен гонг, успев и третиот. Може би имав некоја мала криза, мало разочарување или не знам што, па таа 2001 ја поминав, ја пропуштив цела година на спортски план. И тоа е она што кажа во Вове, додека имаше и години, години, така доаѓаше до преќе. Кај нас и така се одвива и работи во државата, нели? Кај нас интересно се живее. Беше тој период малце хаотичен. Ја пропуштив годината и секогаш давам совет на спортисти, млади, и сега вака може преку медиум. Значи, немојте никако да пропуштите година цела без да тренирате. Ако веќе дојде до некоја криза спортска, да не сакаш да боксуваш, да играш кој да е спорт, во ред, тоа е друго. Паузирај во ред, ама боксер да бидеш, нема пауза. Одржувај се, биди во форма секогаш, пошто промашиш ли тоа, после тешко иде враќање. Јас сум од искуство кажувам, 2002 се обидов да се вратам, имав настап на Белградски победник, турнир еден, нели, во Србија, да, во февруари. Имав обид, две борби, мислам дека имав и толку и таа година. 2003 исто една борба и таа година, значи тешко е понатака, значи, многу тешко. 2001 промашена, 2002 втора, трета, четврта, пета пета исто промашена, шеста со по една борба. Добро сега, во тие моменти што мислеше ти? Дали се колебаше да се вратам или не? Видете? Што беше причината? Зашто добро кажат и ова што рече за младите спортисти, што се некој квалитет да внимаваат да не испуштат тренинг, а камоли година. За еден врвен спортист, 5-6 тренинга помалку, веќе ти заостануваш за тој што исто со тебе. Проблемот беше што ја испуштив цела година и без тренирање. Ајде што немаше борби. Те брзеше да одиш на тренинг? Па, се насочив на други работи. Тогаш, ајде малку шетање, па, шета, да, обично тоа е кризата. А ти боксер си освоил 3 гонга и викаш завршив работа во кариерава, добра. Додека ги правиш успесите, тренираш, не искачаш многу, не се дружиш и сето тоа ти фали можеби во животот, затоа што твојата генерација, друштвото, сето тоа го прават и после сакаш да надополниш, нели, на брзинка се што си изгубил и тоа е проблем голем. Добро, кога веќе се раздели од тоа друштвото и рече друштво, вие продолжете, а јас се враќам во салата. Тогаш тешко иде враќањето. Значи, полесно ќе се вратиш ако си имал каква таква форма, полесно ќе се вратиш. Да. Ако скроз си излезан од форма, тогаш... Сега тоа нека биде школа за другите, меѓутоа ќе биде и поучно да кажеш сега враќањето како беше. Кога ќе помислеше дека сега повторно после 4-5 години, може и повеќе, треба секој ден, ако не секој ден, со мали паузи, неделата да мине во бокс и тренинг. Може... Која година беше тоа, на тоа сериозното враќање во боксот? Па мислам дека 2007 светското првенство во Чикаго беше едно посериозно враќање. Значи тоа ти беше предизвик тебе и ти почна да тренираш за таму. Прв пат тогаш и на светско првенство настапи 2007. Ете ги промаши. Тоа е сениорско светско. Сениорско, да. И 2007 во Чикаго и таму исто отидовме една недела, мислам, пред светското, некаква аклиматизација, во други услови малце се тренираше. Потоа ќе кажам за Милано светското, што означат условите за тренинг. Овде само така да нафрлам, во други услови и друга атмосфера и веднаш имаше некакви резултати. Таму стигнав меѓу првите 16, така, од 9 за Чикаго, да, им поминав две борби, две кола и стигнав меѓу први 16. Потоа изгубив од Дейвид Прайс Англија и така натака, значи Чикаго беше онака малце посериозно враќање и може да кажам, значи, од кога ќе поминат сите тие кризи и глупости, полесно иде враќањето, пошто
помалку има кризи понатака, веќе надминато е тоа. Овој Прайс што го спомна, до каде стигна? Девид Прайс до четвртфинале, а беше носител на бронзен медал 2008 во Пекинг, Девид Прайс. На Олимпијадата во Пекинг, бронзен, а на светското првенство вамо стигнува до четвртфинале, а претходно те елиминира тебе, Прайс. Ја обично не се фалам, свари не е ни за фалење, нели, ајде тоа се некој порази, ама имам боксувано со многу големи боксерски имиња. Прайс, случајно се го споменав. Кубрат Пулев, Европско првенство Ливерпул, прво коло беше, меѓутоа 2-2 резултат нерешен. Која година беше тоа? 2008, 2-2, дават предност на Кубрат Пулев, тоа е прво коло, потоа тој до финалето ги избриша противниците. И стана европски шампион 2008, потоа во финалето го победи, ако се сеќаваш, Сергеев од Русија 9-1, 9-2 го збриша. Тоа беше, значи супериорен беше со другите противници. Со тебе се мачеше и после му тргна и како виор. Стигна до финалето и победи. Любителите на боксот го памтат, со Кличко боксуваше за светска титула лани, мислам, така. Пулев, Кличко, да. Пулев. Значи, добро, после заплови во тие професионални води и потоа имам 2000-та на Европско првенство во Финска со Ибрагимов, Султан Ибрагимов. И него го паметат любителите на боксот, така. Беше освојач на сребрен медал на Олимписки игри, потоа професионален светски првак, не знам колку време ја бранеше титулата и исто имаше борба со Владимир Кличко. Меѓутоа тоа беше пред неколку години. Тој опасно изгледаше стално така и фацата му беше таква, се сеќавам. Така да ја имам со интересни боксери. Добро, европски прваци, светски прваци, освојувачи на олимписки медали, дури и професионалци добри, кои се уште екзистираат, некои од нив на рингот и боксерските љубители ги познаваат, мислам. Значи, Чикаго беше стартот на светските првенства, претходно имаше настап на Европското првенство, пласманите твои, добро кажа, елиминација во осмина финалето на светското првенство. Сега ќе ви кажам најголемото враќање за Милано 2009. Пласманот во Милано. Во Милано ми се чини дека на светските имаше најголемо пласман. Па ја мислам дека и најдобар пласман на еден македонски боксер воопшто, мислам, во историјата на светски првенства. Ние немаме медал на светско првенство во боксот, а до четвртфинале има стигнато Мумин само и јас до сега. Во тешка категорија, да кажам, нема никој. Во тешка нема никој, а порано имаше учесник русиски, се сеќаваме на таа борба, повреда и уште во второ коло на светското во Белград. Не успеа и навистина на светските немаме, на олимпијадите имаме поголеми успеси, на европските исто така. Сега да не заборавиме, да кажеме дека ти горе-долу твојата кариера паралелно се одвиваше со кариерата на Вели Мумин и да кажеме дека Мумин е освојувач на европска бронза. Да, на две. На две првенства. Второто беше во Пловдив, ми се чини. Првото Пловдив, второто Ливерпул, во Ливерпул 2008. Да. Вамо 2006, во Ливерпул 2008. И за Милано, значи, морам да кажам, што значи сериозно враќање. Годината која беше? 2009-та. 9-та, да. Светското беше негде од 1 септември почнуваше, а ние влеговме во еден програма на Светска боксерска асоциација за помош на земји што имаат проблеми со припреми. Не е за кажување, тоа не е за фалење, ама ете ние влеговме. Добро помагаат овие светски организации, не само Македонија. Ние влеговме во група на земји, да не ги кажувам сега другите, малце непријатно, ама ете, тие сме. Добро, тоа е реалноста. Група на земји на кој треба да им се помогне и ние отидовме таму на 21 ден подготовки пред светското првенство. 21 ден подготовки пред светското првенство и навистина со тренери, светски тренери обезбедени од
од Светската Меѓународната федерација, све федерација. тоа да средено, направено како што треба, стокмено, во најдобри услови, кај што се подготуваат тие боксери што беа навистина шампиони. Тогаш Камарели и Клементе Русо од Италија беа едниот олимписки шампион, другиот вице шампион, не знам како звезди беа во Италија. Тие кај што се подготува во нивната база 21 ден, тоа беа сериозни подготовки и ете го и резултатот. И тоа беше и најголемо враќање тогаш на светското првенство во Милано до четвртфиналето. Официјално делба нели на пето место, така. Пето место на светско првенство е доста висок пласман, инаку по нашиве закони тука за спорт, тој пласман, поради тој пласман го добивам звањето спортист од светска категорија, што е највисоко спортско звање во Македонија. И Таму, така, таа година добро на помина. тоа Истата првенство некоја борба? Таму, значи, во првото коло Джек, не ги паметам мењу, од Океанија таму, да, еден боксер од Океанија го збришав 21-3 беше така. Да не се фалам така, кој многу ги тепам боксери. Викторија. Викторија играш. И во второто коло, коло, фудбал, на еден гол. Само второто ударите коло кај него завршува. Исто во второто коло со резултат 12-0 од американски детствени острови Клейтон Лорент, кој беше учесник и на Олимписките игри. Солиден боксер, меѓутоа далеко нели од нашите квалитети. И со него. Да, 12-0, за да во четвртфиналето имав тешка борба со кинезот Жанг, кој беше вице шампион во Пекинг, олимписки вице шампион во Пекинг. Малце чудно беше тогаш, чудно. Добро, сега више не е тогаш чудно. инспирирано пред своја публика, нормално За поддршка. чудно за боксер од Кина, нели, да биде во стигне тешка до категорија. медал во тешка. Во тешка, да, но во последно време имаат кинезите високи крупни и во сите спортови. Да. спортови, не само И во беше една изедначена борба негде до скоро до крајот, мислам во последната рунда дека напа резултат 6-3, мислам така. Интересна борба и помина тој понатака во полуфиналето влезе. Како и да е, значи изедначена борба со олимпискиот вице шампион, претходно ги избришав другите противници, а вистина тогаш влегов во форма и финиширав таа година со уште еден освоен златен гонг 2009 тука во Скопје. Во финалето Марчин Рековски од Полска, исто така убедлива победа. Ги споменувам имињата затоа што се звучни. Тоа е тие што не се звучни не ги ни паметам толку. Да, подолго да. време се присутни и постигнуваат и беше резултати. појако и сега во профирингот, не знам каде, што и како до каде. Пред за кинезот нели кажав, го паметам пошто беше олимписки вице шампион, а овие другиве што ги избришав баш и не мора да ги знаеш. Интересно е, реков, по една пауза од 9 години го освојуваш златниот гонг, а со тоа освојување на златниот гонг стануваш единствениот учесник на нашата најголема и традиционална приредба со освоени 4 трофеи. И сега ми се чини дека тешко може некој да го постигне тој резултат и да те стигне тебе, значи за еден долг период треба години и години да поминат, па да дојде евентуално некој до четвртата титула и освојување на гонгот, ти остануваш рекордер, што би рекле во атлетиката, ако е некој рекордер на 100-200 метри, ти си рекордер по освојувањето на златниот гонг, а златниот гонг мислам е приредба која не е за подценување, особено во минатите години, па и сега некако се прават обиди да се врати тој квалитет, но за жал пак немаме наши боксери, домашни боксери. Интересно ќе биде за гледачите да кажеш, бидејќи вие сите се познавате, во тие години сите се вртите на рингот
истите боксери, што се оној квалитет, каква е вашата, би рекол, соработка, односно дружење кога ќе одите на светското првенство или олимпијада или европско, па ќе се сретнете, па има ли муавет или се одбегнувате? Не, со противниците во иста категорија, онака респектабилно само поздравување. Здраво, здраво, Си се како почитуваме, многу дружење сега, што ќе се дружиме, треба да се бориме еден против друг. Иако со овие поблиските, значи, јазично да кажам, комши наши бугарите и со србите, еве со Пулев, и противници сме биле, ама ќе размениме искуства и зборови и така, меѓутоа секогаш си знаеме дека тука и викаш. знаеме нели дека ние некогаш и мора да се соочиме еден против друг, додека со ние од пониските категории каде соочувањето е скоро невозможно, нели, во пониските категории, со нив дружењето е баш добро, одлично, Супер. посебно со комшиите, па и со другите боксери каде иде, значи боксерите се дружелюбиви, да знаете, многу дружелюбиви и многу... Затоа ги те спојува прашав рингот, тие. маката ги Има спојува. боксери и денеска некогаш биле противници што се слушаат, се дружат. Еве знам често и Тадија Качар доаѓа во Скопје овде, па доаѓа и противнициве што беа на АЦ Русевски, значи тоа дружење продолжи. Порано на рингот се знае, тука нема респект. Што велите вие боксерите, ако не удриш, ќе те удар. Така е. Да. И затоа нема што ми излегуваш на ринг, забораваш се и се концентрираш на борбата. Твојата кариера продолжува понатаму, значи учествуваш на тоа светско првенство, 5-то место, голем резултат. Знам, пресреќен беше кога се врати Живко Дуковски беше на тоа светско првенство, па дојде ми донесе некои криги за боксот, па ми покажуваше листата, му викам, знам, ја видов како идеше, како одеше твојот пат до тие борби, тама вика да ти покажам, подбоксува добро. За Примислав Димовски многу треба да се зборува, бидејќи многу и боксуваш. Долго години беше носител на сите успеси што ги направи боксерскиот клуб Скопје, беа поврзани со неговите успеси што ги постигна. Печатливо е тоа што тој е едини боксер кој освои 4 златни гонга. Не ради тоа што е боксерскиот клуб Скопје носител на организацијата на златниот гонг, туку навистина заслужено ги освои тие 4 златни гонга и тоа е еден голем успех за еден боксер да една навистина голема спортска кариера ја заврши со освојање на тие 4 златни гонга. И овие негови освојувања на златниот гонг навистина ги заслужи затоа што неговите противници ништо не можеа да му направат, он толку технички добро боксуваше да навистина публиката беше одушевена од неговите борби и затоа заслужено ги освојуваше овие трофеи. Имаше 15-16 години кога дојде да тренира во боксерскиот клуб Скопје и неговото прво одење на еден надпревар беше кадетското европско првенство кое се одржа далечната 90-та година ми се чини во Елазик, Турција, и тој боксуваше и освои прво место таму и тоа му беше прв успех кој навистина му даде повеќе можности и да тренира поредовно и да постигнува
добри резултати. Многу води сметка за водење на борбата. Него не треба два пати да му се каже што треба да направи, дали треба да нападне, дали треба да се тргне на лево или десно. Он толку ја борбата, навистина студира како да ја води борбата. Тоа е една голема врлина за еден боксер кој сака да направи добар резултат. Влегов во многу добра форма и наредната година одлично стартував на турнирот Странџата во Бугарија, најсилниот може да кажем во Европа турнир, освоив медал на почеток на годината, февруари беше, потоа во Турција исто на оној силен турнир во Истанбул, каде што идевме, веќе не идеме нели секоја година, и таму освоив исто медал. На Европското првенство не успеав да поминам само во Москва. Повторно во првото коло добивам фаворит, кој потоа настапи во финалето, Зуев од Белорусија, исто љубителите на боксот сигурно ќе им текне, освојувач на еден куп медали на сите европски, светски и олимписки игри. Ама ете, исто беше нели тесно, таму бев дисквалификуван во последната рунда дури. Знаев да кажеме Зуев, да кажеме Зуев Зуи на рингот и потоа презимето така влегува во меморијата. Меѓутоа, благодарение на наја форма, пак ќе кажам, веќе бев во добра форма, во октомври годината имаше Европски куп, што е по ранг, значи едно ниво може подоле такмичење од Европско првенство, меѓутоа е интересно што на Европскиот куп ги поканува 6 до 8 боксери, најдобрите 6-8 во Европа, одбрани, така да па од друга страна па би кажал навистина набиена тешка конкуренција. И таму го освоив бронзениот медал на тој Европски куп во Харков, Украина беше. Во Харков, Украина се вратив со медал, уште неколку медали нели на некои турнири тука, Београд, Бања Лука, и исто финиширав со златниот гонг, победа на златниот гонг, без да ми го дадат нели трофеот. А тој па златниот гонг беше многу интересен, затоа што за прв пат 2010 дојдоа кубански боксери на тој златен гонг, како паметат нели гледачите, тогаш дојдоа кубански боксери освојувачи на олимписки медали. Таа година беше интересна, па и успешна да кажам. За нашиот бокс, ете, еден медал од Европски куп и еден куп медали од турнири. Така да и таа година добро помина. Веќе следната почна проблемите. Следната година најпрви мала повреда имав 2011 на Европското во Анкара, потоа на Светското првенство во Баку имав страшна повреда, скршена клучна коска, ретко се случува, ама ете, и тоа се случува. На самиот ринг, додека боксував, дури не ни приметив, нели адреналин, сето тоа, сите тие работи се во игра, не осетив болга никаква. Како можеше да задаваш нормално удари? Крај веќе не можев да задавам удари. А гардот успеваше барем цврсто да го поставиш? Гардот некако го држев, и сам не знам како. Потоа кога отидов да се снимам таму, доктори што вика, па изместена, имав и операција, оперативен зафат. И тоа таму на лице место, значи не ни можев да патувам до Скопје. Морав таму да правам операција во Баку. Во ред, значи излегува пресред луѓето од Светската федерација беа најзаинтересирани да помине се во најдобар ред, ме однесува во таму вајда најдобрата болница во Баку. Се заврши се како што се заврши, меѓутоа повреда си е повреда, го направи своето. Тука ме одвлече малку од рингот. 2012 се обидов, враќање едно, не толку успешно. Тоа беше олимписка година, квалификација за олимписки игри, а со пауза и таква повреда не може да се пробиеш таму. Тоа нема шанси. И 2013 имав исто така на почеток на годината уште една незгодна повреда, скинав тетива на ногата. И таа повреда ме одвлече неколку месеци надвор од тренинзи од ринг. И мислам после две такви повреди дека враќањето е тешко, скоро невозможно, меѓутоа направив уште една борба, односно две борби 2013 на златниот гонг.
полуфинале и финале. Победив, нели, имаше тогаш боксери од комшилукот. Србија во полуфинале, во финалето бугарскиот боксер репрезентативец го победив. Ајде нека биде златен медал на Златен Гонг. И Добро, тоа ми беше тогаш не последна настапи борба. колку да настапиш, туку постигна и резултата. Впрочем, и мораше да се бориш да одбоксуваш добро, зашто беше име и презиме во боксот и сега ќе изгледаше малку непријатно да се случи пораз. Да, но не ни беше тоа као некој опроштен меч, опроштена борба. Туку беше борба као моје враќање. До прва ќе правиме резултати повторно. Прим. Ама тешко идеше. Па после почнаа лоши и времења и општо и во федерацијата, нели, се блокираше сметката и да не навлегуваме сега за тоа да збориме, ама многу тешки времења Добро, настапија. и тоа се одразуваше на Да, на севкупната целата. состојба во боксот кај нас во Македонија. И еве, дојдени сме денеска до тоа дереже да не можеме да најдеме соодветен боксер за да настапи како така на европско Да, и на светско првенство. Веќе почна и квалификации за светски првенства и за европски, значи не може било кој да се прати таму, треба да е боксер кој веќе е имал некакви борби по турнири и некакви победи, значи не може било кој да настапи веќе на европско првенство. Да има одреден квалитет, не сега пушти го таму, па ајде. И сега ајде за крајот од разговорот, кажи ни што ти оставило најголем впечаток надвор од рингот на тие тренинзи. Мислам дека бевте добро друштво таму во Скопје, се собиравте са личката така убава, имавте и сауна таму, па се сеќавам еднаш Живко Дуковски заборави еден боксер таму во сауната и му текнуве, чекај, влегу, абе што не излезиш, па чекам тренер ти да дојдеш, да ми кажеш. Имаш и тоа. Најголем впечаток после тренингот, значи, беше тоа некогаш и тоа го нема веќе за жал. После тренингот, сите боксери, постари, помлади, тренерите, во собата таму кај Живко Дуковски и раскажуваат дешавки од минатото. Иако помлад тогаш, нели, боксер, само се претварам уво, само слушам и има што да се чуе од тоа заборавање на боксерот у сауна, па кој како боксел, кој како добил ќотек, кој како победил, убави лоши моменти и едноставно историјата на боксот и на боксерскиот клуб Скопје имам добро запаметено, да кажам, може да зборуваме затоа што сите искуства скоро ми се пренесени од формирање на клубот па до ден денеска и пак да кажам сега малце такви времења се не е тоа што било некогаш, ама се обидуваме. Не се откажуваме, се обидуваме нешто да подсредиме во боксот. Барем малку да се врати таа атмосфера, тие убави времења, дружења, како што кажуваш. Предпоставам ќе остане и на мене тоа сега. Ете, луѓето стареат, не можат веќе, нели, зборам за Дуковски тука. Па и тренерот и Калаш се, не велам дека се престарени, ама Да, добро, треба освежување, треба млади сили, а ти си тој што треба да го повлечеш јажето и тука да ги собереш околу тебе сите оние што биле и што оставиле нешто во клубот и во македонскиот бокс. Дојде тоа време, тренерот Калаш никаше на вас ќе остане, ние млади по 20 и нешто години. Што не збори тренерот на нас ќе остане? И сега гледаш дојде времето да на мене и на Мумин да остане клубот. Ќе работиме, не оставаме така. Навистина имало убави моменти и вреди историјата да продолжи понатака, затоа и Гонго се одржува. Ќе кажеме, нема што да криеме, може не со некој квалитет оваа година, ама едноставно треба да се одржи традицијата. Како приредба е една од најстарите на Балканот, па и во Европа да се одржува. Затоа што имало и блескави години.
така, нека остане традицијата, ќе ги паметиме убавите години и лошите ќе ги паметиме и ќе биде тоа историја. Па еве, самиот рече дека на тебе останува, па ајде да дојдат тие времења кога ќе имаме добри боксери, Скопје кога ќе биде како на старото Скопје, мислам на боксерскиот клуб, не на градот, и да гледаме на гонгот да се создаде практично една атмосфера како во минатото, дури тапанџи доаѓа од Куманово, па цело време се создаваше една, би рекол, свадбарска, ама пријатна атмосфера, тоа беше за боксерите стимул повеќе. Мислам дека Примислав ти убаво ја раскажа твојата спортска, боксерска биографија, кажа за оние врвни надпревари и жалиш и ти и сите ние што ете не ти се даде шанса да учествуваш на Олимпијадата во Сиднеј, а за нашите гледачи на крајот од емисијата да кажам дека тоа беше нашиот прославен боксерски ас Примислав Димовски, човек кој остави трага во македонскиот бокс.